Сијасток, денеска правиме чизкейк со 3 типа на чоколада. Ке има 3 различни слоја, една со бела чоколада, една со милечно и една со темно чоколада, така да тортата ќе изгледа многу добра и мислам дека е одличен избор кога имате роден ден или некоја прослава. Ајде да почнеме. Значи јас сум спремав калап со хартија за печење. Ова ќе стои тука и почнуваме да блендираме бисквиците. Има 2 парче што не сакат да бидат блендирани, така да овие ќе ги извадам и ќе ставиме путерче, какао, стопен путер. Ова ќе биде базата на чизкейк. Се лепи на страна. Помогнеме малце со лежица. И уште еднаш кај блендираме. Мислам дека ќе биде спремна. Океј. Да, сега е одлично. И почнуваме тука. Фрлиме внатре. И сега малце прво со лежица ќе направиме да биде флет, рамно. Ми текнуваат зборови, само треба малце процесинг како компјутер. И ќе ни треба една чаша или нешто слично со рамно одоздола и ќе направиме да биде уште по-стиснат. Иначе, не знам за вас, ама јас многу сакам да правам торти. И колечиња, и торти. Може би повише од готвење. Ова ми е како медитација. Кога ставате хартија, првин да мачкајте со зејтин или со вода и хартија ќе се лепи на калапот. Така полесно ќе иде работата. Некој сака да чизкейк да има страни, мене ми е полесно да направам вака само од доздола да има бисквитот. Секаде е рамно. И ќе ставиме во фрижидер за 15 минути. Додека долниот дел се лади, ќе пуштиме водата во едно мало тенџере, стави вода и овдека одозгора ќе стопиме чоколадото. Почнуваме со бело чоколадо. Зашто правиме така? Затоа што не сакаме чоколадото да се изгори. Ако ставиш директно на рингла, многу поголеми се шансите дека ќе се изгори. Така да над вода правиме. Те веќе имаме врела вода и почнува одма чоколадото да се стопи. Јас не сум многу голем фан на бело чоколадо, ама многу убава мирис. Добро. Ова е готово. Можам да гасам. Може да седи на топлото. И сега ќе направиме желатинот. Ставам малку вода, врела вода. Многу малку, 60 мл ни е доволно. Мешај. Така, ќе тргнеме на страна и почнуваме со крем сир смесата. Ќе ни треба еден миксер. Крем сир внатре. И 100 грама шекер. Ова дефинитивно не за диета. Има чоколадо, шекер, све, ама тоа ти прави убавата. И блендираме да биде убава кремасто. Толку, сега веќе не крцка шекерот, се стопи и ќе ставаме крем шлаг.
Ако желатинот малце се олади, може да ставиме и тоа. Мешај, мешај, мешај. Више не е многу жешко. Може да оди натре. Добро, миксерот е готово. И ова смеса ќе ни биде како база на сите слоеви и само додаваме на чоколадо и ќе редиме на тортата. Ќе видите на крај колку ќе биде убаво. Сега 1/3 од смесата со крем-сир ќе додаваме во бело чоколадо. Толку е, мислам дека на пола со двете други чоколадчиња да имаме. Ова торта уствари едноставно е, само малце време треба да дочекаме сите слои да стегат, ама после тоа ништо не иде во фурна, ништо не треба, ништо посебно. Мислам дека рецептот е доста едноставно на сите вас што не сакаат да прават колачиња или мислат дека не можат, можете. Сите можат овој рецепт да направат. Се згуснува веќе, не знам дали се гледа, ама желатинот почнува да работи. Сега ќе земам долниот дел од фризерот. Побрзо иде ако ставите во замрзувач. И сега направиме да биде пак рамно. Океј, идеме во замрзувач. Почнуваме да се стопиме другата чоколадца, ова млечното. Добро. Чоколадцето е готово. Сега ќе земам базата. Еве веќе се гледа дека по-тврдо сега се гледа. Пола од останата смеса. Другата пола ќе биде со темно чоколадо. Убаво изчистив, ништо не се фрли. Иначе треба да земам такви шпатула за торти правење. Не можам поубаво да направам. Готово. И назад пак во замрзувач. Одиме со последниот слој, со темно чоколадо. Омилено ми е темно чоколадо, обожавам, најубаво. Ова е готово. Ќе земам тортата. И ова убаво се стегне. Спремен за последен слој. Ова многу добро изгледа. За какаото најдобро да се користи минимум 75% какао кога ставиме темно чоколадо, затоа што ако само 50% или помалку ќе биде истата боја како млечното чоколадо, скоро исто. Ете сега, ставиме последниот слој. На крај ќе ставиме пред сервирање, може декорација ќе ставиме како ренда на чоколадо од белото, такво нешто. Така, ова за мене, за после. И за 3 сати ќе ставиме пак во фрижидер или замрзувач и ако имате уште поише време, преку ноќ да седи уште подобро. Ја извадивме од фрижидер. Многу сум возбудена како испадна. Извадиме ова. Уоу, гледајте, веќе од страна се гледа. Ношот е во врела вода, за да полесно да можам да исечем. Сега, the moment of truth. Ајде да пробаме. Замислите најубавото чоколадо. И има малце кисел вкус од кремсирот. Нема поубаво. Ако ви се допадна ова видео, стиснете лайк и subscribe, многу ме значи.